случаите кои што ќе се испратат во нивната лабораторија. Тие ги испраќаат готови, спремни и само во една посета ние ги поставуваме на забите и така што пациентите излегуваат апсолутно среќни. Она што е многу важно е дека кога ќе излезат не се измачени, не прошле низ цела голгота за да дојдат до убава насмевка, туку тоа е баш лесна интервенција која што ги прави сите задоволни. Одлично. Во прилог на оваа интересна и актуелна тема, јас ќе ги поканам и нашите гледачи за сите оние кои имаат можеби во овој период идеја да направат нешто со своите заби преку оваа убава метода, нека ни се јават на нашите телефони кои ќе бидат испишани на екранот. Режавемо. Ме интересира каков пристап бара естетската стоматологија. Дали има некој посебен пристап со кој вие се стремите да се сближите со пациентите? Да. Естетската стоматологија е значи круната во стоматологијата. Таа бара пристап таков што не треба во неа да се втурнуваме како прва процедура. Секако доколку доаѓа пациент кој што е спремен, во устата има апсолутно здрави заби и непца и единствено што треба да се направи е само да се разубави насмевката, тоа е друга ситуација. Меѓутоа пристапот секогаш започнува со тоа дека устата мора да биде здрава, значи сите воспаленија на непцата во пракса тоа пациентите најчесто го гледаат дека им крварат непцата додека четкаат и многу од нив сметаат дека е тоа нормално. И многу, за жал и многу колеги се слуша дека доаѓаат со па ми кажа мене докторот дека малку крварење е добро. Значи непцата не смеат да крварат воопшто при четкање. Тоа е знакот кој што го гледа пациентот. Ние во уста гледаме најчесто набрекнати, воспалени, меки непца кои што се потечени и кои што препокриваат еден дел од забите. Втор проблем кој што мора да се санира после непцата се забите кои што се не, да кажам, ние ги викаме заби безнадежни. Значи безнадежни заби кои што нема друг спас, мора да се екстрахираат, мора да се извадат. Мора да се санираат сите кариеси. Значи ништо не сме направиле доколку имаме уста полна со кариеси, а ние го разубавиме само на предниот. Тоа е како лице полно со акни, а ние ставаме најскапа корективна козметика за да изгледа добро за наслика. Значи тоа не е соодветен пристап. И она што е најважно кога ќе стигнеме до фазата естетика, многу ние можеме да ги аплицираме сите препораки, сите стандарди за убава насмевка, меѓутоа многу е важно да го слушнеме и пациентот. Значи и на сликите погледнавме различни случаи. Тоа е затоа што нема една униформна насмевка која што е идеална. Таа се адаптира и на можностите, меѓутоа и на барањата на пациентот. Така, дали се случило можеби еден пациент кој решил да направи холивудска насмевка да биде несоодветен за таа услуга? Односно, дали можеби пропорцијата на неговите заби не дозволува да се изврши таа метода? Па да, тоа и го кажувам. Значи, во принцип, пациентот што го прикажавме, например, пак може на него да се навратиме, значи, доколку кај него започневме со онаа состојба во која што тој тргна, значи од оваа состојба ние можеме да ставиме и луминиерс и на оваа состојба. Сакам да прашам дали воопшто и не може. Не, значи сепак може, меѓутоа треба да се поминат фазите на корекција. Има еден друг случај понатака што го имаме на слика исто така. Значи кај што пациентката воопшто не сакаше да помине низ фазите за ортодонтска терапија за да ние да постигнеме некаков ускладен забен низ на кој што после само ќе ја додадеме крајната фасада. Тоа е, мислам, последната слика, каде што се гледа дека во некој, значи, пациентката и претходно има веќе испакната тројка, тој е оној кучешки зап од левата страна на екранот. Значи, и после поставување на луминиерс, тие и покрај тоа што ги имаат пропорцијата соодветна на естетските стандарди, кај неа и понатака останува тој зап испакнат. Доколку сакаме безпрекорна насмевка, тогаш без стругање, потребно е да се запазат чекорите за да стигнеме до неа. Секако. Каков производ се Luminars? Ајде нешто повеќе за нив и зошто важат за толку високо квалитетен бренд?
Па Lumineers веќе дадовме вовед, значи тие се започнати како една приказка од еден многу ентузијастички доктор во Денмат во Калифорнија, чија што корпорација е порасната во толку голема корпорација од една сосема мала забна ординација, која што со текот на времето вклучува и производство, иновативни технологии, значи постојат серија на научници, физичари, електроинженери кои што работат на иновативни методи. Значи Lumineers не се единствениот нивни иновативен производ. Со тоа што секако тие иновативни технологии остануваат тајна формула на самата корпорација и затоа се уште само кај нив се работат. Секој пациент кој што ќе добие Lumineers добива специјален сертификат на кој што, значи, ние сме биле сведоци и на лажни Lumineers кои што се изработуваат, меѓутоа тоа се класични фасети кои што бараат претходна подготовка на забите, бараат анестезирање на забите, бараат стругање на истите, привремени надоместоци и она што е најстрашно, многу често отпаѓаат стандардните фасети. Значи да ги предупредиме гледачите, тоа не се Lumineers. Не се, тие се брендиран производ. Значи секој пациент кој што ќе добие Lumineers добива од самата фабрика сертификат кој што гарантира сега 5 годишна писмена гаранција, меѓутоа многу важно да се единствени што даваат повеќе од 30 години клиничко искуство, значи клиничкото искуство покажало повеќе од 30 годишна трајност и стабилност на овие фасети. Тоа е она што на нас ни дава доверба кога ги работиме. И уште еден факт кој што ги двои Lumineers од стандардните фасети, тоа се фасети кои што мора да се работат од доктор кој што е сертификуван од Денмат да почне со нивна изработка. Така. И ајде сега да го дадеме контактот на сите заинтересирани кои сакаат да постават прашања или да се едуцираат за оваа метода, односно вашите контакт броеви во вашата ординација. Да, Етернадент има значи два броја, тоа е еден фиксен телефон 0230 91 470 и 078 30 97 47. Каде се наоѓате? Ние се наоѓаме во Карпош 2, тоа е позади Машински факултет на улицата Орца Николов, на крајот на улица Орца Николов. Значи на нашата веб страна има и мапа, може многу лесно пациентите да се снајдат. Може да ја кажеме и веб страната? Тоа е www.eternadent.com.mk. Одлично. Сите оние кои што сакаат да се доближат со информации и да дознаат нешто повеќе, не само за Lumineers, туку и за сите останати услуги на вашата ординација, може да го посетат секако веб страната на која навистина се многу детално е опишано. Јас баш вчера се дружев со неа. Така што ви благодарам за денешното гостување. Се надам опфативме се за оваа метода која што се уште, иако постои одамна, важи за револуција и за прв пат еве и кај нас во историјата на стоматологијата. Ви посакувам многу успех, поздрав и до колегите на работа. Благодарам. И се дружиме идната недела со нова тема. Се гледаме.